Александар, нашата екипа пред малку пристигна во местото Крани во Преспанскиот крај, како што спомена и ти, едно од најпогодените во синокешното страшно, ако може да се каже, невреме кој што го зафати овој регион. Од она што може да се види и секако подоцна ќе имате можност односно ќе имаме можност да ве информираме. Буквално Крани е погодено како од ураган, откорнати дрвја на секаде, многу се уништени од автокамповите. Има многу голем број на жители секако од овој регион тука во Крани кои што се дојдени да ја проверат состојбата. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски кој што ги посети секако заедно со градоначалникот на општина Ресен. Но тука со мене имам и соговорници, господата кои што се членови на земјоделската задруга од овој крански регион, па еве во живо ќе го прашаме, односно најпрво ќе кажам добар ден за господина Љупчо Помпуровски, како што вие сте од земјоделската задруга. Па ајде господине Помпуровски, впечатоци, какви се бројки, колку се всушност, какви се штетите еве конкретно во Крани во однос на земјоделските производи? Добар ви ден и на вашите гледачи и добре дојдовте во атарот на село Крани. Ви благодарам за вашата посета. Штетите се огромни, како што можете да видите на самиот терен, се 100%. Зафатен е целиот регион атар на село Крани, на селата Штрбово, селото Наколец, дел од село Долно Дупени, селото Љубојно и дел од селото Брајчино, мал дел од селото Љубојно. Се големи што досега е незапамтено. Силно невреме завчера вечер го зафати овој регион, при што се откорнати дрва од силината на ветерот, а од силината на градот и поројниот дожд, кој што како водопади паѓа во овој регион, вашата камера тоа може да го регистрира, сите јаболка и лисјата се паднати на земја. Имате ли никаков план сега што понатаму? Регионот, очекувате ли помош од општинските власти? Апсолутно очекуваме помош од општината и од владата на нашата земја, а тоа е следно свикана воредна седница во општина Ресен, каде што и наши представници од овој регион ќе представуваат. Ова е долна представна целиот регион кој што беше зафатен од силното невреме, за да се формираат комисии. Во тие комисии присуствуваат и наши ќе земат учество членови од следниот ден да се констатира штетата на терен реална колку што е. Значи, освен јаболката што секако се знак за овој регион, оштетени се чинам и сите ниви и овоштарници во цело овој дел, како што рековте, кај на патот кај Раковино. Точно, штетите се толку големи, имаме и материјални штети врз објекти, како магазини, штали, пропратни други објекти, кровови се уништени, можете да видите и возила кои што беа паркирани непосредно до дрвјата кои што паднаа, кои што беа откорнати, ореви, така насаму. Штетата е многу навистина. Да, летувалците ќе бидат згрижени, односно веќе уште синоќа било интервенирано во овој дел и оштетени се и од многу од автокамповите. Има ли некакви бројки во овој однос на оштетата за објекти? Цела среќа во несреќа што немавме жртви и повредени или поминавме со малку повредени лица кои што биле на неповолни позиции затекнати за време на невремето. Меѓутоа она што се случи досега е незапамтено за овој крај. Не паметите вакво невреме досега? Не. Ни постарите лица не паметат најмалку 50 на години назад вакво невреме во овој регион. Ви благодарам за овој краток разговор. Секако ќе ве оставиме, знаеме дека имате многу обврски до прво проценката на штетите. Александар, ете, тоа е она првична слика која што може да ја пренесеме од тука, од местото Крани. Секако како што најавив, ние остануваме на терен, ќе снимаме многу изјави, секако и сведоштва на дел од жителите по повод страшното невреме која што причини огромна материјална штета, меѓутоа за среќа како што кажуваат и овдешните жители, нема повредени. Студио. Кера, ти благодарам за информациите во ова вклучување во вестите, како што и самата кажате. Очекуваме повторни вклучувања со интервјуа, со изјави од жителите таму за синокешното невреме, со цел да им ја пренесеме брза и точна информација на нашите гледачи. Впрочем, еден ТВ секогаш